Во детската градинка Сончоглед и Сењак денес е изолирана уште една група на дечиња поради позитивниот резултат на една од воспитувачките. Ова е втор случај во оваа институција за период од една седмица. Паралелно со најмладата популација од денес во изолација и поголема група на пензионери, категорија која се покажа како најдисциплинирана во однос на практикувањето на здравствените протоколи. Можеби затоа денес е евидентиран и поголем број на баратели за тестирање. Стотина граѓани се заинтересирани за тестирање кои се закажани до крајот на оваа недела. По преоптовареност на инфективното оделение, преоптовареност и на капацитетите за лабораториски анализи има и во Центарот за јавно здравје. Ова е разгледувано и во Комисијата за заразни болести, од каде најавуваат граѓаните да може да се тестираат за COVID-19 во приватните лаборатории, а на сметка на Фондот за здравствено осигурување. Со ова според министерот ќе може да се прават и по 2000 тестирања дневно. Новите простории на општинско ниво ќе бидат отворени утре, а за дополнителни закажувања граѓаните ќе имаат можност преку Мој термин. На растеретување на системот на лабораториски анализи се очекува во текот на неделата, кога најверојатно ќе бидат достапни и брзите рапид тестови, каде што резултатот би бил готов за 15 на минути. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека зголемениот процент на смртност од COVID-19 се должи на коморбидитетот и доцното доаѓање на пациентите во болница. За денешната состојба во Штип во однос на ширењето на вирусот, градоначалникот Јане Миланов констатира: За жал, состојбата со коронавирусот ескалира од ден во ден и на тоа се следат сите ние секојдневно и во таа насока општината ќе ги презема сите мерки кои што се во надлежност на штабот за заштита и спасување. Меѓутоа, еве денес имаме околу 200 случаеви на територијата на општина Штип. Оно што го имам како информација од Центарот за јавно здравје е дека за жал вирусот интензивно се шири и во кругови кои што се опфатени со заштитни мерки во смисла на онлайн настава, меѓутоа во студентската популација се поприсутен овој вирус и за жал во помеѓу пензионерите. Значи, тоа е информација која што ја имам од денес и во таа насока очигледно е дека вирусот се шири, значи не за време на работа на кажбан и обврски на студентите, туку и по пат на она дружење надвор од работно време, надвор од работа обврски и така натаму. Надлежните не престануваат со постојано упатување на апел и до граѓаните за сериозноста при примена на здравствените протоколи. Најавите за прогласување на полициски час не се најдобро решение според констатацијата на министерот. Владата денес ќе одлучува за набавка на лекот Ремдесивир, кој што ќе им помага на заразените од COVID-19. Државата има обезбедено финансии за набавка на лекот кој е докажано дека им помага на инфицираните од вирусот. Здравствените работници се позитивно изненадени од најавата дека од НАТО ќе добиеме и 60 респиратори и лична заштитна опрема, која ќе биде распределена во здравствените институции во земјава, меѓу кои на Штипскиот клинички центар.